тоа е уште еден момент кој што можеби ќе го изумев, ќе го изоставев многу важен. Значи, вика да очекуваме, ќе го парафразирам, во рурална средина и во урбана да имаат децата исти нагледни средства, не е реално. Зошто не е реално? Затоа што не е реална и не е соодветна дистрибуцијата на средства во суштина до општините со намена за образование. Значи не станува збор тука за и уште еден проблем кој што мора да се реши пред да се реформира, и тоа би било реформа. Тоа би било темелна реформа, да речеме, доколку се обезбеди соодветно рамномерно финансирање. Заради тоа што особено па ние како мала држава, а и многу поголеми држави од нас не си го дозволуваат тој луксус да не калкулираат со целиот интелектуален потенцијал. Значи не можеме ние учениците од помали средини да ги отпишуваме автоматски, нели, нудејќи им полоши наставни средства, нагледни, полоши материјално-технички услови за учење. Не можеме да знаеме, значи, каде ќе се роди гениот. Треба да умееме да го најдеме. Тоа па е уште еден момент, што ако се тргнуваше од некаде со реформа, и ако таа реформа беше добронамерна, ќе се поидеше најпрви од тој сегмент што е потполно запоставен. Значи, ние немаме никакви посебни програми или пристап за талентирани деца. Значи, нашите талентирани деца можат да бидат само фрустрирани во рамки на системот во кој што се образуваат, заради тоа што се, наместо да бидат потурнати напред, тие се повлекувани назад за да бидат упросечени, што е сосема погрешно.